Здраво и добре дојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Последниот период подготвувам нешто за самодоверба и кога размислував кој би сакала да викнам, односно која е таа личност која што според мене има многу самодоверба да се пројави, да биде видена автентична, да биде видена несовршена таква каква што е. И ми дојде во главата Зорица или Зорка. Јас не знам дали некој те знае како Зорица. Ми Зорка. Не знам и јас. Ова е Зорица Николовска, која што кога размислувам како да те представам, си велам да те представам како мајка, да те представам како жена, како новинар, како автор на дневник за трудници, како едитор на нова книга, некој кој што е присутен на многу проекти. Искрено размислувам како, а меѓутоа си реков ти си сето од ова, воедно инфлуенсер на Инстаграм и јас барам те запознав некако најмногу во таа улога како инфлуенсер на Инстаграм, кога станував и јас мајка. Верувам дека и повеќето што те слушаат, некако најмногу ја знаат таа улога или евентуално ако слушаат радио, па можеби со Тик-так и Зорка те знаат и од таму. Јас често и таму сум те слушала, меѓутоа ќе ти дадам простор да како сакаш ти да се представиш, односно можеби која е онаа улога која што сега овој период, овој момент е за тебе најважна и најзначајна. За да си го намалам целиот тој притисок кој што ми се создава тие улоги кои што ги работам, јас би рекла дека јас сум Зорка. И како Зорка, таа некоја креативност која што ја поседувам уште од мала, дозволив да протече низ тие многу улоги. Тешко ми е да ги поврзам едното со другото, со третото, особено што радиоводителството, да речеме, нема допирна точка со дневникот за трудници или пак, не знам, другите улоги од типот на инфлуенсерството нема допирна точка со радиото, да речам. И се она кое што го работам би го препишала на онаа некоја креативност и неможноста да го задржиш тоа во себе. Затоа што едноставно сака да се искаже, сака да излезе на виделина. Ризикувањето да излезе на виделина и да биде критикувано или добро прифатено. Така што сите тие улоги произлегле, да речам, многу спонтано и многу сум среќна што ми прилегаат, да речам, на некој начин сите тие улоги, што не сум се изгубила или не сум се клизнала во некоја тие улоги, а не правејќи го тоа на еден нагласен начин, туку многу спонтан. Гледам дека тоа луѓето, односно оние кои што сакаат да следат и да видат што е ново, супер го прифаќаат, и не би била јас таа што би била ако не беа луѓето кои што се отворени за нови промени, за нови проекти, за да слушаат радио, да следат на Инстаграм нешто многу поразлично од она кое што имаме реално можност да го следиме. Јас тоа што го следам многу поразлично од тоа што јас го правам и ти благодарам, некако не знам како успеа да ме поврзаш самодоверба и мене, со оглед на тоа што знаеш дека работевме некој период и на таа проблематика, но ми е драго што ете гледаш дека успешно некако сме ги преброделе сите тие предизвици, да јас не само што јавно говорам на тие теми, туку и дел од луѓето да никогаш не препознаат дека можеби сум имала таков проблем или некогаш на животот сум се лизнала, да се посомнувам во себе си или да не би сакала да се поемам по било од тие улоги, нели? Затоа што да говориш јавно на радио, да се појаваш со лик на Инстаграм, сето тоа бара навистина екстра сила, би рекла, и храброст. Храброст голема. И не секој би можел тоа да го направи. Знам, ова ти го кажам заради тоа што јас некогаш сум се криела позади микрофонот, позади тоа која сум. Не сум ставала фотографии, да речеме, долг период кога работев на нас и во други национални радиа, затоа што не почнав од Радио 2, туку и претходно работев 10 години како радиоводител, избегнував да давам интервјуа, избегнував да се појавувам со фотографија. Сакав да бидам да ме знаат луѓето само преку глас. Денес, после 13 години подоцна, јас малпене веќе минатиот месец имав 2 гостувања на национални телевизии и сега вака кога се навратам викам, добро, од каде ми таа сила? Затоа тебе те одбрав, затоа што искрено, кога зборувам за самодоверба, јас не зборувам за нарцисоидност или за некоја лажна, привидна, мотивациона, јас ја викам таа самодоверба, туку за една реална, здрава самодоверба, каде што си свесен за своите недостатоци, меѓутоа и покрај тоа ти се бориш
пробуваш, имаш обиди и грешки, учиш од сите тие грешки, затоа што на крајот на денот од ниеден успех не сме научиле ништо, туку секогаш учиме од грешките. И затоа ти си ми совршен пример како изгледа тоа да си свесен за своите несовршености и при тоа да се пројавуваш, да бидеш видена, да бидеш слушната и да отвориш некои теми кои што се, знаеш како секогаш викам, ти со многу хумор се справуваш со некои теми кои што се навистина важни и значајни, а не толку многу со филтри и со да кажам некои розови очила. Па, вака, искрено ние се познаваме, нели, и многу пред да работиме заедно. Да бидам најискрана и вака брутално искрена, ја не си се допаѓам како изгледам секој ден, нели? Никој не си се допаѓа како изгледа од почетокот до крајот на денот. Нормално, кога стануваш, особено кога имаш кратка коза, стануваш косата ти е вака, подачњаци се растакла, никогаш шминка што не си избришала во текот на претходната вечер, нели? Не можеш секогаш се совршено да избришеш. Понекогаш не си се допаѓам во обликата која што сум ја одбрала во текот на денот. Понекогаш знам да го почнам денот со тоа што ќе се најдам милион мани, за тоа како изгледам, како не ми стои фустанот или блузата, или зошто направив грешка додека најавав одредена песна. И тоа е многу нормално. Значи, секој кој што ќе проба да ни се представи, да ни каже дека ама буквално во текот на 24 часа си се допаѓа како изгледа, да бидеме сигурни дека не лаже. Едноставно не постои таква личност. Дури и најсовршените манекенки, кога ќе земете да ги читате нивните интервјуа, добар дел од нивниот период се вореле со некакво незадоволство за тоа како изгледаат, а денес едни од најплатените, да речеме, во модната индустрија. Истото се случува и со глумиците, нели? Јас која, например, пример ќе земам, ја сакам многу Сандра Булок да ја гледам. Она имала сериозни проблеми во текот на животот да се соочи со тоа како изгледа и да се прифати себе си. И сега кога нели тргнеш од таа подна точка, па си викаш, па добро, значи она што мене ми се случува да не си се допаѓам јас 24 часа во денот е сосема нормално. Јас никогаш не сум криела дека се борам цел живот со виша килограми. И како дете, да речам и сега. Еден период имаше краток период кога имав совршена тежина, ама кога ќе се навратам наназад и тогаш кога сум имала совршена тежина според себе си во овој момент, јас тогаш не сум се изгледала совршено, сум викала, да можам уште 5 кила да си нам поделе би била топ. Да може косава да ми изгледа уште малку подобро, би изгледала топ. Да може не знам ова, да не знам тоа. Секој во животот, значи, првенствено треба да е свесен. Сите имаме недостатоци, вакви такви или онаки. Некој сака да има потенок нос, некој да има подебели усни, некој да има поубави нозе, порамен стомак и така натаму. Тргајќи од тоа се трудам на вистина што е можно подобро да изгледам првенствено за себе си. Знаеш, кога ќе го почнеш денот, да речеме, во омилениот фустан, па нема шанси тој ден ништо ти го расипе. Мислам, можеби и може, ама генерално таа само добро што ти носи, да речеме, омилениот фустан или омилената алка или не знам карминот нов што ти го купи, ти дава некоја сила дека можеш да поминеш низ предизвиците. И искрено да бидам, многу го користам тоа. Го користам, особено затоа што мене денот ми почува некаде во 6 наутра. Барам сила од сите можни извори да бидам јас насмејана, заради тоа што за да бидеш насмејана и да шириш позитивна енергија треба прво да ја носиш во себе. Јас можам да излажам 2, 3, 5 влеза, 10, 15 минути кога сум расположена, 16-тата нема да успеам тоа да го направам. Значи, се користам со сите расположливи средства кои што сум чула или кои што сум ги научила, да речеме, дали по пат на психотерапија, по пат на читање, по пат на некој интервју, некој што го дал како пример, па го пробувам, нели, во текот на денот. И можам да ти кажам дека тоа помага. Друго помага кога знаеш дека работиш за себе, не против себе. Ако знам, многу искрено, не сакам да вежбам. Се учам со текот на времето да го засакам вежбањето, си наоѓам разноразни начини како да го вметнам во моето секојдневие, затоа што знам дека работи за себе. Можеби нема да ги... Како се мотивираш кога веќе го донесе вежбањето, а многу искрено дека не го сакаш, дека не е нешто што ти вежбаш па 2 години отприлика, така редовно? 2 години, да. Како изгледа тоа да, знаеш, обично луѓето викаат ајде 1, 2, 3 месеци, па после ќе се заљубиш, ќе ти стане навика и ти многу искрено доаѓаш и кажуваш, слушај, вамо јас нешто многу да вежбам, не обожавам. И тоа како се мотивираш, како остануваш доследна на себе? Што е оно што можеби те поддржува во цел тој процес? Оти ова многу мајки ме прашуваат на прашање на оваа тема, стално некако е таа тема кога ќе најдеш време, како да го ставиш приоритети слично, па можеби нешто ќе споделиш. Да не се лажеме, време нема да најдеш си додека не отидеш да уплатиш. И кога ќе уплатиш и кога ќе сватиш дека си фрлил, си дал пари,
и дека треба таму да бидеш, дури и тогаш некогаш може нема да се измотивираш за да отидеш да вежбаш, да речем. Зависи колку пари. Колку пари да дадеш, некогаш едноставно бре телото ти откаже, ти кажа не сакам денес да одам, значи ќе го прелажам денот, ќе гледам телевизија, ќе јадам чипс, ама не сакам да одам. Гледав да си најдам првенствено нешто што ми е многу блиско до дома, за да одам. Тоа беше под број 1, го најдов најблиското можно студио. Таму се сретнав со тренер кој што е брутално искрен, кој што е многу строг и кој што реално ти стои на глава и ти број 1, 2, 3. Мислев дека ќе ми биде проблем, но сватив дека кога некој строго ќе се постави на тебе и кога фактички вие двајца работите заедно за да дојде нешто кое што се вика резултат на крајот, многу подобро се работи. Од кога некој ќе биде добро, ако можеш 5 направи, супер е. 600 не мора. Тук имаш јасни граници, дека случајувамо кога се ти. Да. Значи, многу е важно и тој што работи со вас, да речем, во тој случај, да е навистина посветен и да го сака тоа што го работи. Трет мој момент беше, ти зборувам затоа што секогаш ќе најдеш 10 причини зошто да не вежбаш, а ќе најдеш само една зошто да вежбаш, а тоа е да си здрав и веројатно и да изгледаш убаво или попатно. Трето и многу важно, секогаш велам дека најдобар пример за нашите деца сме ние. Ја сакам моето дете да биде здраво, нели? Сакам моето дете да нема више килограми, така? Како ја ќе му дадам пример на моето дете да нема више килограми, да биде здраво, ако ја не вежбам? Ако мене ме мрзи да станам и да одам до теретана да извежбам, така? Четврто и многу важно е дека ти дава енергија, ти дава здравје. Забележав дека моето здравје значително се подобри во текот на времето откако почнав да вежбам, заради тоа што сум многу поотпорна на настинки и на болести. Сега, нели, настрана тоа што последно ми се случи, ама генерално правам некоја компарација според годините наназад. Кои периоди јас најчесто сум била болна и гледам дека сега сум многу поздрава, тоа значи дека многу повеќе време за себе, за семејството, за децата. Со тоа што јас сум болна, нели можам директно му пренесам настинка и на своето дете. Па не сакам да бидам болна на крај, што не ми е убаво кога сум болна, нели? И работиш на својот имунитет. Во периодите кога приметив дека мотивацијата ми паѓа, го вклучив и сопругот во моето вежбање. Па почнавме да вежбаме заедно. И сопругот не беше многу воодушевен од тоа да вежба. Реално човек кој што вежбал во својата младост и после тоа години не вежбал. Некако се намоливме и свативме дека и двајцата дека ако заеднички почнеме, еден на друг ќе се видиме мотивација. Ако мене денес не ми се оди, тој ќе ме натре. Ајде, ќе одиме заедно, така? Или ако утре него не му се оди, мене ќе ми се оди, а сме платиле заеднички, па ќе сакаме двајцата да одиме. Па и целиот тој процес на вежбање тие 60 минути ги правиме да не бидат интересни, се мотивираме кој може подобро, кој може повеќе, кој поголема тежина ќе крене и така натаму. Го правиш да ти биде забавно. Се она што не ти е забавно. Надпревар да го правиш спортски со сопругот, а не дома. Апсолутно, ама дома секогаш ќе најдеш нека причина зашто да не вежбаш или зашто да не одиш да вежбаш. Дури работното место. Ајде да признаеме колку од нас не го сакаат своето работно место, така? Ама одиш на работното место. Зашто? Затоа што таму ќе земеш пари. На вежбање нема да земам пари, меѓутоа ќе земам здравје, ќе земам подобар изглед, ќе земам подобро чувство. Придобивките од вежбањето ги добиваш после тоа. Не знам дали ќе ме веруваш, ама ова е да издржам краткотрајна неудобност како би имала значи на долг рок поголема удобност. Некои од оние кои што вежбаат и подолго време не ги чувствуваат придобивките и удобноста, морам да ти кажам, затоа што треба да сакаш, треба да си спортски тип. Јас не сум спортски тип. Ако треба да изберам помеѓу вежбање и спиење, јас би спиела. Искрено верувам дека и добар дел од мајките тоа би го направиле. Едноставно си велам, ако бев девојка и нема волку врски околу што имам сега, можеби тогаш повеќе ќе ми се вежбаш. Веројатно и не. Веројатно и не. Едноставно не сум тој тип на човек кој што сака спорт и сака спортски активности. Ако треба да одберам помеѓу одење пешки и возење автомобил, секогаш би одбрала возење автомобил. Меѓутоа сепак одиш и си. Ама сепак одам. Сепак одам. Големо браво и тука е оној момент на самодовербата или можеби јас би рекла на љубов према себе која што вели ќе останам доследна на себе и ќе продолжам да вежбам затоа што се сакам себе си и ги сакам моите деца. И некако кога го донесам моментот за мајчинството, мене ми дојде едно прашање, тоа е на кои се начини мајчинството тебе те инспирирало или променило или допрало да ти почнеш да работиш на себе, затоа што ти си некој кој што работи многу на себе. Ти не само со психотерапија, ти редовно читаш, имаше предизвик каде што читаш минимум 2 книги месечно, што не е малку.
и многу често применуваш различни курсеви, различни програми, одиш на различни самити, значи тоа е нешто кое што редовно го објавуваш на содржината, верувам дека и многу содржина мораш да конзумираш, затоа што ти секој ден си изложена на давање, делење на информации на радио, си присутна и достапна и по телевизија, значи реално мора и многу информации да знаеш. Можеш ли некако да размислиш и да видиш на што мајчинството конкретно влијало, односно како мајчинството те промени? Сме зборувале и претходно, знаеш дека ти кажав дека мислев дека шансите да станам мајка, бидејќи имав некои здравствени проблеми, беа минимални. Кога ми се случи да ги видам двете позитивни цртки на тестот, се почувствував како да ми се случи чудо. И викам, окей, ова е пратено, да речеме, од Вселината, од Господ, од универзумот, не знам од каде со причина. Бев изненадана, во исто време бев преплашена и изненадана дека еве и јас веројатно, ако се помина во најдобар ред, ќе стана мајка. Кога ми се случи да го родам Мартин, искрено, бидејќи имав многу тешка бременост, првото чувство ми беше некое олеснување. Добро е, повеќе нема да ми се случува оно што 9 месеци ми се случуваше. Со големо жалење ќе ти кажам од оваа перспектива, не уживав во бременоста, имав многу тешка бременост и првенствено тоа ме одврати од идејата дека па мајчинството има само добри моменти. Не секогаш е така. Меѓутоа, од кога се роди Мартин, од кога ги гледаш тие 4 кила чиста љубов, лик кој што е малте не ти си во мала верзија, сватив дека што било до претходно. Време е да се направат некои посериозни драстични промени, ама тоа не е дека јас го планирав, едноставно ти сам се ресетираш во тој момент. Сакаш дека, окей, во овој момент почнува од тебе да зависи едно човечко суштество, да го изведеш на прав пат, да го направиш човекот кој што нели целиш да го направиш, од проста причина што секоја мајка е горда на успесите на своето дете. И сваќаш дека до тој пат имаш многу ти што да дадеш, за да после да можеш да побараш, да од тоа бебе се создаде успешен, здрав, среќен човек. Како се создава успешен, здрав и среќен човек? Ако ти си примерот кој што ќе му го дадеш на своето дете, ако го растеш во здрава средина, ако го растеш во среќна средина, ако дадеш ти од себе да го пресликаш она кое што ти го веруваш, значи не по секоја цена. Ти не можеш да влијаеш тоа дете да стане вакво или такво. Нели имаме мајки кои што се совршено смирени, зен мајки, детето има темпераментно. Не е дека таа мајка му дава пример. Не познавам такви мајки, јас да ти кажам право, се уште не сум запознала. Генерално се тоа многу ретко случај, меѓутоа да. Не знам дали има. Имам, да речеме мајка е зен, а детево скока и викам жена, папа како, нели ти си толку смирена како ти се трудиш преку својот пример да му дадеш на детето еден патокс. Го насочуваш. Што ќе се случи по тоа, нели, прашање понатака во текот на животот, не можеш директно да влиеш, ама си одговорна да му ги создадеш сите услови на тоа дете за да живее прекрасен живот. Па и темелите, што подлабоки темели му дадеш, толку повисоко и поголем човек може да порасне тоа дете, а темелот е секогаш дома и тука. Знаеш, кога спомна дека си имала непријатна бременост, дали можеби и самиот дневник за трудници кој што го изработивте е некако производ кој што е во функција на поддршка да се засака бременоста, да се прават убави, позитивни спомени, како една свесност за можеби недостаток претходно? Не можам да кажам дека во текот на тие 9 месеци никогаш во ниеден момент не се почувствував убаво. Апсолутно се почувствував. Меѓутоа преовладува и тие моменти на страв, нешто ќе се случи лошо, имав неколку пати потреба да бидам и во болница, да престојувам во текот на бременоста. И од оваа перспектива си велам дека ако го имав дневникот и ако ги запишав барем половина од тие убави работи кои што ми се случија, кога ќе се вратев наназад немаше да се сеќавам на болничките искуства, туку ќе се сеќавам, да речеме, на моментот како бебето прв пат нели се превртува во трубата, го чувствуваш неговото клуцање, па моментот кога дознавме дека ќе биде момче, прво мислевме дека е машко, па купивме еден тон облека за девојче, прво мислевме дека е девојче и на крај стана вториот тренинг дека извинете, малце може да не сме биле. Да речеме тие моменти кога сега се навракам се 1-2. Ама јас сум сигурна дека во текот на тие 9 месеци имало многу убави моменти. Да. Зошто немавме ни еден таков производ?
па јас да можам да седнам и да пишувам. За една мајка е навистина многу важно да ги запише, да ги спакува тие моменти. Да, зашто Брзо се забораваат. болните многу повеќе се памтат и дури тоа е докажано дека, знаеш, многу често и на терапија ако некој прашаш да се врати назад, најчесто ќе се враќа на негативните затоа што сите оние ние ги памтиме сите работи кои што имале интензивни емоции. Најчесто интензивните емоции се дали или преголема радост во моментот на раѓањето, кој што ретко која жена ќе го запомни, или пак оние болни и страшни, најчесто болни и страшни, како во твојот случај кога треба да одиш, па не знаеш дали се ќе биде добро, па дали ќе биде во ред бебето. Така што мислам дека моментот на запишување, јас стално викам и запишување на дневник било каков, а ова е супер затоа што си го имаш и можеш понатаму и да го покажеш на бебето да види, види кој е твојот почеток, како почнавме, што се случува, затоа што бидејќи имаше искуство, јас многу често прашам што се случувала мајката кога била бремена, дали си планирано дете, како течела бременоста. И ако одите на доктор, може да праша како сте родени, што се случило, тоа е нешто што не важно. Со мајка ми кога разговаравме, да речеме во период кога бев бремена, ја викам добро каква беше твојата бременост? Вика леле, ама јас не се сеќавам на се сеќавам на нешто ситно. А замисли да имаше мајка ми еден таков дневник, да речеме од тоа време и да ми речеш еве го дневникот, еве како јас како ќерка сега, која што исто така поминува низ бременост, можеби ќе се смира ќе рече, види ги имала исти симптоми да речеме како јас, или истиот пораѓај како јас, или истите чувства. Сакам да ти кажам дека мене би ми било, сега јас го гледам од на друга страна, би ми било од помош да имаше такво, барем рачно запишано, еве не мораше да дневник. Друга страна пак, партнер која што го правевме дневникот имала една преубава бременност. Па она се сеќава на сите моменти, ама пак би било поинако ако може сега да ги сподели со својата ќерка, да рече слушај, еве види какви убави спомени сме имале кога сум те носела во стомакот. Таа беше можеби и причината главна да го направиме дневникот, да секоја една мајка која ќе се наврати на својата бременност, каква и да била бременост, да бидеме реални, на сите бременостите не се исти. Една мајка која што има две деца, па првата и втората бременост не се исти, нели? Дефинитивно. Така што да направиме, да речам, еден времеплов кој ќе отвориш на страниците да се потсетиш на тие убави моменти. Зошто мене ми е многу жал што во тој период не ми текнало, па барем една обична тетрадка да ја потполнам и да биде мојот дневник. Па сега кога се создаде дневникот да можам да презапишам. Јас сега го имам, така, ама и да седнам нема да се сетам на сите моменти. Не знам како сум се чувствувала да речеме 16-та недела. Јасно. Поима нема. Знам како сум се чувствувала кога се родил Мартин, знам како сум се чувствувала кога сум го нашла, односно кога се појавиле двете цртки, ама измеѓу тоа имам една голема празнина. Можеби низ фотографии па ќе ми текна на некој момент или на некој видео снимано каде што Мартин мрда во стомакот ќе ми текна, но тоа се 5 работи. А целата бременност трае 9 месеци. Тоа е еден магичен момент за секоја жена. Да не се лажеме, значи навистина е многу убав момент. Моментот кога знаеш дека во тебе раста најголемата можна љубов која што никогаш ќе ја запознаш. Колку убаво. Баш фала. Жалосно е што не можам јас да го запишам тоа. Јас мислам заедно со партнерката го правевме, меѓутоа не можам да го запишам. А не можеш да знаеш, може ќе имаш друга прилика. Уште си млада, не се знае. Ако дали сакаш, меѓутоа млада си, некако имаш можност да одиш пак во тоа поле, да реално лично го употребиш дневникот сега, повторно. Некако ми се појави едно друго прашање, кој што многу сакам да те прашам и сакам сите, мислам дека кој што се инфлуенсери на Инстаграм, редовно ги прашувам како се справуваш со критиките или негативните коментари и каков совет имаш за другите, како да ја задржат својата автентичност, самодоверба наспроти оние онлайн предизвици, каде што, знаеш како, ако да речам човек кој што не е толку пројавен се справува со критики само во најблиската средина, ти си изложена на една огромна онлайн заедница на многу луѓе, колку профили редовно ти го посетуваат профилот, значи најмалку 10.000, 11.000 кои што те следат и многу повеќе кои што не стиснале follow, а реално те следат. Како е ова за тебе? Како се носиш? Како се справуваш? Имаш ли некои препораки кои што можеш да ги дадеш и на тие кои што можеби се веќе на таа сцена или пак планираат да бидат, се плашат, стравуваат да бидат, или како да се справат со некој тесниот круг? Вака, треба, ако почнеме веќе со таква нешта, да имаме свесност дека прво и основа нема секој да не сака.
Многу треба да бидеме свесни. Значи, да не се лажеме, можеби дел од оние кои што некогаш можат да стиснале фоллоу профилот на претходна мис мама сега Зорица Слониковска, можеби стиснале фоллоу чисто за да видат, а не ме сакаат. И тоа треба да е окей. Мислам, благодарам на вниманието, не мора да се сакаме, ама тоа се моите ставови. Друг многу клучен фактор тука е дека има простор апсолутно за сите. Трет многу важен момент. Нешто кое што мене ме иритира, би рекла, до некоја танчина, но од друга страна па и ме воодушевува фактот како некој би сакал да се заткрие позади она што е. Многу е убаво што сме сите различни. Многу е убаво што сум јас една, ти си друга, некој друг е трета, четврта, петта. Секој си има свои собствени размислувања, собствени правила, начин на кој што го воспитува своето дете, начин на кој што се изразува, различен говор, различен стил на живот, така натаму. Она што мене ме прави можеби поразлично од останатите, да кажам, е тоа што имам некои собствени размислувања за тоа како треба да се изгледа едно дете, што е сосем окей. Можеби ќе се препознаваме со некоја друга мајка, можеби не. Втор, исто така многу значаен момент е оригиналност. Ако било кој реално погледне во себе во огледало, ќе свати дека е многу поразличен од сите други кои што можеби тежне е да биде кон нив, или сака да биде, или се чувствува како некој слично. Меѓутоа па е оригинален. Она што многу го почитувам кај било кој кој што креира на Инстаграм е оригиналност. Јас сакам да видам како е тоа што го правиш ти, како го правиш ти. Ја веќе гледам како друг го прави. Ако ти го копираш тој друг, секогаш ќе бидеш втора, неинтересна копија од некој друг. Ама ако го правиш ти на твој автентичен начин, па макар било исто, ама јас пример, не знам, сецкам кристалчка, сецкам вака или така. Ти ја сецкаш поинаку, ама двете сецкаме кристалчка. Така, ама јас сакам да видам, затоа те следам. Зашто сакам да видам како ти тоа го правиш, или како размислуваш, или сакам затоа што дружбата со тебе, макар и виртуелно, ме потсетува на овие работи, ме расположува, ме разнежнува, ме потсетува на нешто друго. Се трудам секогаш да бидам поразлична, труста причина што зошто ти би ме гледала мене ако јас го правам истото како што го прави некој друг. Нема, нели? Едноставно нема да ти бидам интересна. Од друга страна, сосема нормално е да не се, да речем, да не се поклопуваме размислувања. Не сме ние исто растани како прво и основно. Второ основно ги немаме истите услови за да го растеме исто дете. Така, ти имаш момче, јас имам момче, меѓутоа различно ги растеме. Други не се условите, други не се гледиштата како мајка. Друг е контекстот во кој што живееме. Апсолутно, можеби јас имам други планови за својот живот или други можности да му пружам на моето дете, ти имаш други. Добро е да има различност. Знаеш зашто? Затоа што различно сите и оние кои што не следат и не гледаат, размислуваат. Па секој ќе се најде некој со кој што ќе се поистоветува. Ако сме ние сите едни на други исти, единствено нешто што можам да предизвикаме да нас поредуваат, па да видат која пример од нас две е подобро. Зашто би го сакала тоа? Јас ни сама не сакам да се споредувам со некој. Секој од нас е различен, постигнал различно затоа што имал различни услови за да стигне до таму. Сега не би сакала да речеме на некој речеме, види ова како ги едитира сликите или не ги едитира сликите или како го облекла и тоа. Да, тоа има, тоа знае, тоа го прави, затоа и тоа го направила. Фала ти за најдобро, нели? Ова е многу убаво и мислам дека реално тоа е така. Многу убаво го донесе колку се важни, колку е важно да ги прифатиме различностите и како секој си има свој оригинален печат, автентичност и колку е тоа важно да не се трудиме ние да се вклопиме и прилагодиме затоа што на крајот на денот никој не се вклопил и прилагодил. Ама дури и знаеш кога целиш да бидеш како некого, еве јас тргнувам од таа перспектива. Да речеме имаш две книги исти, така две исти книги за иста тема. Ако ја гледаш едната и другата, ти нема да речеш вау колку се убави, тука ќе речеш види ова е првата, оваа види колку е слична на незе, арно ама и фали тоа и тоа и тоа. Зашто ова е првата што си ја видела. И ти се водиш по тој терен. Затоа сакам да кажам дури на тие кои што да речеме имаат различни, не се труди да бидеш како тој друг. Не се труди. Ти биди тоа што си. Макар јас не те сакала или те сакала, ќе бидеш своја, автентична ќе бидеш, така? Ти си тоа што си. Затоа ти реков, јас сум со голема свесност дека не сите кои што ме следат ме сакаат или не сите кои што ме сакаат ме следат. Едноставно таа публика која што се направила, нити ми се брза дали ќе ми се зголеми бројот на следачи, нити ми е важно, нити ме повредува зашто некој друг има поголем број на следачи. Има поголем број на следачи затоа што има повеќе истоимисленици. Тоа не значи дека оние што ме следат мене не ја сакаат и незе, не ме сакаат и мене или не размислуваат како мене, но ја следат незе. Едноставно не гледам да се фокусирам. Знаеш што ми е многу битна кога после одреден период нешто сум направила, сум кажала и некој ќе пише во стандаче, знаеш ова го видов ми текна на тебе.
И текнало на мене, макар што можеби не ме следи, макар што можеби не ме сака, и текнало на мене. И па тоа ми е многу битно, затоа што исто е како во реалниот живот. Гледаме и сретнуваме од 1 милион личности. Ама нешто, било што еве, не знам, путевче некој ќе го видам, дали ми текна на Елена. Тоа е многу битно, дека си оставил некаков траг во секојдневието на некој за да се сети на тебе. Песната ми текна на тебе, или ова ми текна на тебе, или вчера те слушав на радио ми, значи сум оставила некаков траг. А тоа е трагот на автентичноста. Ама Еде, јас така би го донела, затоа што ти си многу автентична, многу своја, многу гласно зборуваш за овие несовршени работи, а многу го сакам и затоа ти го носам дека ова е знак за една здрава самодоверба, колку и да ти можеби тоа не го гледаш затоа што е природно самодовербата да паѓа, ти некаде си дозволуваш да излезеш надвор од кутијата, да создадеш нешто, нештото да биде критикувано и знаеш, отворена си. Да, луѓето не те сакаат, отворена си за тоа дека не може сите да те сакаат и ова го донесе дека не мора да имаш многу истомисленици, важно е тие кои што ти се истомисленици да едноставно се сетат на тебе и да направиш барем мала промена во нивниот живот која што ќе им го да речем ќе ги насмее, ќе им го разубави денот, можеби и животот. Некогаш не знаеме еден збор може многу да ги промени и пред неколку месеци започнав едно движење, да речам, на овој подкаст, каде што почнав да викам прекрасни мајки, кое што сосем спонтано се нарече мама без драма, бидејќи она кое што јас го искусив со многу клиентки кои што најмногу работам искрено со мајки и она што го доживеав е цела таа драма околу мајчинството и зголемување на менталниот товар на мајчинството затоа што и самата драма се зголемува и самите, знаеш, гледав еден рил пред некој ден, баш се смеев колку беше интересно ко еве ланчбокс како изгледа сега и знаеш онака брокула, не знам, морковче, јаготка, овоше зеленчук, па толку путерот кикирики, па толку мефце ми сам мерано правено и еве ланчбокс во наше време и се добро нима сендвич американски беше и демек си пиевме вода од чешма, немаше како сега вакво шишенце, такво шишенце, мене ми текнува како сминка бурек со јогурт, мислам тоа беше нашиот ланчбокс на времето, не е дека мајка ми седела од сабајле па сега гледа што ќе јадат детето, ева ти 20 денари, ќе се нема ни јогурт не мора да имам, сам голема работа, нели? Апсолутно. Што не викам дека не треба да одиме во промена и да одиме напред, туку кажувам дека во тоа време успеале и се снашлили барем во нашето општество, постојат други начини да се снајдеме конкретно еве за доручек. Што ќе јаде детето и слично, затоа што ете нашето општество си има бурек, сега нема може таму бурек. Да, едноставно тоа е автентично, да. Знаеш, некои автентични работи. Како ти успеваш да бидеш мама без драма или да бидеш мајка без драма, која што останува не секогаш смирена, не познавам секогаш смирена мајка, но да останеш без толку, знаеш, да не си го зголемиш товарот на мајчинството, кој што секако е голем и кој што секако ние мора да се грижиме детето да јаде воше зеленчук, да ги примислам тоа е нешто, јас на шала го донесов бурекот и секако дома мораш после да понудиш еден друг спектар пред се ради здравје, да не одам подлабоко на темата, меѓутоа како успеваш да останеш автентична и да се носиш без драма, затоа што твојот Инстаграм профил многу често е искрен. Ти си можеби единствена која што јас ја следам, која што е многу автентична, која што немаш онаков некој филтер, знаеш, неутрален филтер. Тоа е супер, многу ги сакам филтрите, визуелно многу убаво изгледаат, ама не знам. Јас не знам тоа да го филтрите ми се мене некоја завеса низ која одредени личности не ми даваат да дзирнам. Многу ги сакам јас филтрите, изгледа многу убаво компонирано, изгледа многу привлечно. Меѓутоа, кај мене буди чувство на нешто не е во ред со мене. Одбегнувам да ги следам, свесно одбегнувам. Во последно време се дистанцирав заради тоа што не само што си правам сама притисок, а свесна сум дека не е така како што е на фотографија, заради тоа што не знам колку знаеш, еден период работав како фотограф и иако креирав совршени портрети, она што се случуваше на мојата позадина додека ги наместам така да бидат совршени и од 28 пат кога сите нема да трепкаат да се извади сликата, беше буквално драма, особено ако имаш големо семејство. Побај него сака тој, па тој го скупнал тој. Тоа е тоа што се случува. Она што јас ќе го направам клик во моментот, ме научи дека нема блага веза со тие 10-15 минути додека ти ги местиш луѓето да позираат. И сега кога имам таа свесност зошто да си правам сама да ми биде лошо и тешко, кога јас ќе видам мојата фотографија што е далеку несовршена, супер е тоа. Јас имам такви фотографии совршени. Но тие стојат на ѕидот. Ама јас кога ќе ги погледам вака на ѕидот ми текнува дека
20 минути имало драма пред да се направи таа фотографија. За да изгледаме ние сложен. Па ја не сакам да му правам притисок на моето дете да ја застане, да позира. Не сакам да му направам притисок. Сакам да се смее, сакам да ја сврти главата, сакам да ми се накрави на слика. Која е сликата што треба да ја даде дете од 5 години? Да, секој што се прашувала како децава сакаат да се сликаат, па ја верувам дека е скубна 3 пати пред да седне, да. Верувам дека или е опоменато нака дај молим те седни, зашто нема да добиеш. Не сакам, зашто? Не знам дали ве забележи дека веќе и некако ретко постирам слика кај се двете деца. Ако евентуално да речеме последните фотографии од одмор, па сакате да се сликаме дечки, значи ги прашам, сакате негата, не сакаат на нива да ги молам јас да имам совршена фотографија. Зошто што му значи на Мартин од 5 години да застане до мама и да се слика? Точно ништо. Фрустрација. Зашто? За да имам повеќе лајкови? Што сум добила со тоа? Сум направила фрустрација кај друга жена, која што не може да ги викне децата и да седнат до неа. Едноставно не сакам нереалност, не сакам лажги, не сакам, знаеш што, затоа што кога јас го гледам тоа, мене не ми прави неубаво. А зошто ја би сакала наместо да бидам подршка на некоја жена, ти правам да се чувствува неубаво. Затоа и многу внимавам што постирам на социјални мрежи. Се оградувам од тоа што имам, колку можам и кај сум сега. Што ти значи мојата, да речеме, нова чанта тебе? Што ќе си речеш? Јас не ја купив, не стигна по овој месец. Или што ми значи мене твојата нова чанта ако ставиш на профил? Ја не можам да си ја купам таа, нели? Што сум направила? Како сум ти помогнала јас преку тоа што сум го постирала да се чувствуваш поубава? Ако ти плескам во лице, што овој месец сум купила? Кај сум била? Што сум направила? Па мене ми е поинтересно да видам кај си била и што си купила и што ти се десило по пат, за да се изнасмеам. Тоа ми е убаво. И така ќе се поврзам со тебе, затоа што ми правиш убаво чувство. И тоа е оно што се трудам да го поставам на социјални мрежи. Дека е во ред да не ти тргне патот како што го планираше. Дека е во ред да ти се скина патиката по пат. И се случува, и ќе ти се случува. Едноставно тоа е животот. Дали исто го правиш и дома? Знаеш, оно типот на во рете дома да е хаос, во рете дома да не се во однос на па очигледно не си дошла дома. Очигледно дека сме се гледале на неутрален терен. Значи, Елена, јас живеам со 2 машки деца и со куќа дома. И со сопруг. Јас и сопругот, значи морам да го пофалам дека во последно време многу активно помага да средиме во дома. Двајцата средуваме. И плюс од време на време сакам да си дозволам жена да ми помогне во домаќинството и пред тие 3 возрастни личности и свекарва која што доаѓа ми помага и мајка која што доаѓа ми помага, кај нас дома ја не би рекла дека е таком паком. Да дојдат, знаеш како, си викам леле, колку луѓе помагаат во домот на оние жени кои што фотографираат и ставаат на портали. Домот на таа и таа, да дојат домот на Зорка ќе паднат у месец. Прво ќе треба како едниот дел да го треба да се направи тоа, знаеш, за да се развие таа стигма. Баш правиме мојбет со 2-3 господи кои што се занимаваат со дефектологија на оваа тема и викам леле дома ми е ностоп, ама така вика треба да изгледа во домот. Така изгледало во домот и кај нашите мајки, така ние сме растали. Пази, ние сакаме децава да не ни растураат, ама воедно да не седат на, да речеме, мобилен или таблет или на телевизор. И па што ќе прави детето? Што ќе прави? Ќе седи, ќе ти прави муабет како си поминал денот. Да, но ќе ти прави муабет, ама доека се реди коцки. Па сега нема да сака веќе да реди коцки, ќе сака нешто друго да. И тоа е здрав дом, тоа е среќен дом. Значи не зборувам да не е чисто. Чистотата е едно, средувањето е друго. Значи Мартин сега во фаза каде што не сака да носи пола од маичките. И сега јас му давам обликувам една и он доаѓа со измислена приказка дека ми капна 2 капки вода. Јас знам што сака да смени маичката. Ама не е сигурно дека он кога ќе се облече маичката па јас фино лепа ќе го у моментот можеби правам нешто друго, можеби готвам и работиш поред. Оставаш маичката таму, после ќе ја средиме, така? Тоа е здрав дом. Каде што е несредено, тоа е среќна мајка. Дали мислиш дека тие мајки кои што, пази, види, сега имаме и друг тип на мајки кои што многу уживаат во тоа што следуваат и што готват, така? Тоа е една категорија, ама сите не уживаме во тоа. Јас уживам во креативен хаос. Најмногу творам и најмногу пишувам кога бирото ми е лом. Тоа ми е уба, ако јас земам да го средувам бирото, прво ќе ме фати мрза да седнам да пишам, така? Тука е перфекционизмот, со кој што многу мајки имаат проблем и многу луѓе не можат да творат затоа што го имаат тој момент на бирото ми е хаос и јас не можам да функционирам затоа што бирото ми е хаос и тоа е изговор кој што е тука перфекционизмот и супер може сега да го одложиме ова, дај да прокрастинираме уште малку.
затоа што никош нема да биде доволно добро, затоа што се плашам дека нема да успеам. И затоа, кога ти реков дека гледам дека имаш многу самодоверба, се надам дека сега си свесна колку всушност кај тебе изостануваат сите овие перфекционистички моменти и тоа е еден голем дел и еден голем чекор кон тоа како ти повеќе да успееш и повеќе да одиш напред. Меѓутоа, ме многу би сакала да ни споделиш. Верувам дека повеќе мајки ќе го слушаат овој подкаст, меѓутоа може и некој друг. Еве би рекла, немој да се задржиш само на мајчинството, туку општо да размислиш кои книги, кои ресурси, што е оно точно кое што ајде да речам подкасти, видеа, можеби и слично, најмногу влијаеле и те поттикнале на промена или можеби влијаеле на твојот начин на размислување, те мотивирале, те придвижиле напред? Знаеш дека сакам многу да читам, едноставно ми е бегство од реалност и од социјалните мрежи на некој час, 2-3. Сето тоа почна како збогатување на мојот речник, заради тоа што работам во медиум, каде што од мене се бара културно, литературно, звучно да изговарам, за да на крај прерасне во љубов, каде што јас буквално се исклучувам тие неколку час. Тогаш кога не можам да читам, се трудам да слушам подкаст, дали наш, домашни, дали странски. Може да не откриеш кои ги слушаш? Ајде да речеме што сега во овој период или можеби што најмногу си сакала да слушаш, затоа што секој период од животот нешто различно слушаме. Нешто е оно што најмногу може да те мотивира и мотивира. Јас имам сериозен проблем со имења на автори, со имења на луѓе кои што прават подкаст, ама последен подкаст кој што го слушав и кој што многу мотивацијски ми делуваше е сопругата на Тони Робинс. Тони Робинс го знам затоа што сум го гледала и на телевизија, затоа што имам читано неговата книга и ги слушав неговите подкасти. Го обожавам, има некоја зарипнатост во гласот и многу искрено ми делува, можеби тоа. Појма нема, може нема врска никаква. Неговата сопруга ја има на YouTube многу и таа исто така работи. Имаше 5 Seconds Rule, кој што Мел Робинс. Мел Робинс, ете, гледаш, да. Си го слушала и ти 5 Seconds Rule. И книгата, да. Вид, не сум ја читала книгата, ќе ти излажам, не сум ја читала книгата, меѓутоа кога го слушав едно гостување нејзино беше на подкаст, кога го слушав правилата за 5 секунди, сакам дека сега знам дека ништо не знам. Тоа е толку еден обичен совет кој што можеш да му го дадеш на човек во еден момент да се измотивира себе си, затоа што таа смета дека мотивација не постои. Постои нешто кое што се вика натерај се себе си да станеш и таа тоа го потенцира лесно 5 Seconds Rule. Тоа беше последно нешто кое што слушав и нешто слично кое што ми се појави помеѓу неза. Она што во моментов го читам нема врска со мотивација, ама купив неколку книги кои што би ме мотивирале. Се водам секогаш од тоа да ми е интересен наслов, да ме привлекува, да сакам да го прочитам и утре да можам да го... Има ли нешто што ти останало во глава? Знаеш, она како, да речеме, и ја прочитав, еве конкретно пример, јас кога ја читав Брене Браун, Greatly, особено книгата, без разлика колку многу содржина сум прочитала и слично, мене таа се уште ми остана таа книга како ова е книгата која што мене ме промени и придвижи напред, а втората книга, пример Untamed, кога ја читав од Гленон Дойл, исто така ме поттикна и тогаш го направив асертивна. Тогаш бев како знам каков програм за жени. Тоа е тоа. Тоа е тоа што треба, тоа е тоа што го нема кај нас. Ако ме прашаш во последните 2 години кога активно почнав да читам што е она што би ти го препорачала со најтопло срце, тоа е веројатно книгата Тајните на милионерскиот ум. Знам дека после таа книга сакам да купам 20 стана, да почнам 3 бизниси и да вложам во сите можни денци. Нормално дека тоа е невозможно, нели? Што успеа? Супер. Што успеа? Тоа беше да речеме пред 2 години од прилика. Што успеа од овај? Можам да ти кажам дека си поставив многу помали цели од тоа да купам 5 стана и да ги рентам и да живеам до крајот на животот од кирија. Добро, 2 години се малку за сето тоа да го направиш, да. Реално успеа. Па, успеав мали. Јас кога викам мали, за мене се мали кога ќе ги завршам, све ми е мало, моментот ми е паниката. Така, некогаш биле многу големи. Да, некогаш биле само замисли кои што ми изгледале нереални, меѓутоа многу проекти кои што почнав и кои што во тој момент кога ги почнав ми изгледа нереално и дека јас не можам да ги завршам. Сега реално ги правам и со таа леснотија се навраќам на нив дека
не било толку страшно. Пострашен бил моментот што јас самата не сум си била ветер во грб за себе. Што ми требало 5 души да ми кажат, еј да, можеш тоа да го направиш. Зошто ја не бев тие 5 души, 5 пати да си кажам да си можеш? После таа книга сватив дека јас сум тие 5 души кои што си даваат ветер во грб. Ти само од себе можеш да си тргнеш. Ако ја верувам во сама себе, макар и во еден момент да се поколебам да речам, можда и не можам, па пробај. Еден ден ќе ти биде криво дека не си пробала. Еден ден ќе викаш, леле, знаеш што, кога разговараш со повозрастните, аз често можам да бидам во друштво во повозрастните, затоа што околу мене имам и повозрастни колеги и сакам да разговарам со разни луѓе. Секој од нив има една приказна за која што се каже што не пробам. Не сакам да бидам таа. И можеби книгата Тајната на милионерскиот ум тоа отворено ти го кажува, дека се што некоја што посакаш можеш да го осториш. Јас топла ја препорачувам на сите оние кои што немале можност да прочитаат до сега, дека е навистина книга која што менува. Друга работа, ги сакам книгите, колку смешно и да звучи, значи јас не ја сакам како личност, можеби затоа што ми е многу преодредена да прави пари, ама сакам да ја слушам Ана Вучевиќ. Слушам, сакам да ја читам. Сакам да ја читам, затоа што сама си правам филм во својата глава како она звучи и како не ги рекламирам. Жал, во моментов не ми текнуваат нивните имиња, ама сите од нив кои што вредели, кои што мислам дека даваат некаква позитивна слика и некој ветер во грб, ги чувам на профил. Баш имам книги 2022, книги 2023. Има такви кои што ме разочарале од сам старт, едноставно не ми се допаѓа. Атомски навики беше книга која што до ден денес не знам дали би сакала да ја препорачам. Има многу добри работи во книгата. Ама мене лично не ме мотивираше толку многу колку Тајните на милионерскиот ум. Едноставно тоа е затоа што сме сите различни и различни работи кај нас ја будат таа искра за да тргнеш напред. Да. Па и затоа те прашав лично тебе, кои биле тие што некако те измотивирале. Мислам дека таа беше онака вау. Да, зашто еве јас на пример Антем ја читав заедно со моја другарка и дека не беше окей, окей книгава, а мене ми беше вау, леле, затоа што имам различна, со различна цел можеби би рекла дека ја читаме. Па да, и различни работи, да речеме, палеле кај мене и кај други луѓе, да речеме 5 Seconds Rule. Ја не сум слушала некој од нашиве да рече, Мел, како беше пања? Мел Робинс. Па јас не ја споделувам како момент сум го пробала и имам читано многу одамна, значи уште да речем пред 4-5 години можеби. Тоа почна она кога беше најпопуларна и сето тоа, меѓутоа ретко кој го носи моментот на 5 4 3 2 1 стани. Го носи го пројавува така, тоа е баш нејзино автентично. Да, и сакам да ти кажам дека на пример кај мене тоа има многу ефект. Најчесто, значи, го пробувам рано са бајле. Во 10 за 6 ја не верувам дека некој се одма колку прекрасен ќе биде денешниот ден. Не, викаш леле, уште 5 минути ја поспијам. Мајко, само тие 5 минути ми фалат, ти мора да станеш, ако не станеш, отида денот, така, отида си те обрсти, после се ќе ти биде на трчање. Така да тоа е нешто што мене ми влијае, тие две работи, да речам, би ги чисто да го објаснам тој момент на правилото за 5 секунди, зашто еве веќе го спомнуваме, убава и имаш право дека многу е добро за тоа. Тоа е оној момент каде што не му дозволуваме на нашиот ум да поминат 5 секунди за да почне да ни бара докази зошто не мора да го направиме тоа. Па така кога ќе се слушне алармот, го имаш моментот на не оставаш повеќе од 5 секунди и броиш 5 4 3 2 1 стануваш, затоа што доколку оставиме повеќе од 5 секунди, нашиот ум ќе рече па добро, може да си поспееш уште 10 минути. Па ајде чекај сега туку не се брзај, па уморна сите те накаме да шминкаш. Така, и некако даваме простор за прокрастинација, даваме простор да не се направи тоа. Истото може да биде пред вежбање или пред работа или пред било која тешка активност која што ја правиме, и тоа е она правило на 5 секунди да не дозволиме на нашиот мозок, затоа што мозокот секогаш ќе го бира тоа што е полесно, да речам ќе не заштитува и ќе бира удобство моментално, а не удобство долготрајно. Така што и тоа е она што ме воодушеви, што како самата жена го објасни моментот зошто сме, да речем, мрзли, зошто се плашиме, зошто не сме мотивирани. Па мозокот го сака најдоброто за нас.
И ти кога тргнеш диета пример да правиш или тргнеш на вежбање и мозокот ти каже леле, стрес. седи си, да, ти правиш стрес, ти се плашиш од момент, знаеш што те чека таму. Мозокот си вика, бе Зорка, па не мора да одиш. Стварно не мора, полежи, те штити. Тие стравови се всушност заштита. Тие демотивации кои што ни се случуваат, ни се заштита. И што решаваш ти? Или ќе бидеш храбра и нема да го слушаш тоа што те штити, ќе викаш, окей, јас пак ќе одам, сепак може да истегнам ногата, да, ама јас ќе одам, ќе вежбам. Или да си останеш заштитен во своето удобство и речеш па денес не морам, нели? Не морам денес. Да. Така што дури и тоа што ни се случува, да речам, тие демотивации, многу читав на овие теми. Ме интересираше зошто сами се саботирам. И слушам, најчесто јас тоа го правам додека пеглам. Да, тоа е една од најградите обврски за секоја една жена, пеглањето, затоа што многу често паѓам на моите како сакаш, многу да тоа е време за себе. Јас ќе си пуштам подкаст или ќе си пуштам музика. Ја медитирам дека тоа го правам. Научив да го сакам и се надам дека денеска така ќе научам да ги сакам сите оние работи кои што не ги сакам генерално, како например вежбањето, чистењето, готвењето. Не сакам да готвам. Си чула вака во скоро време некоја ти каже дека не сака да готви? Ја не сакам. Па има многу жени веќе во денешно време што работат. Да, знаеш како, некако се срамам да го признаат тоа. Зошто ја се срамам? Не можеш се да сакам. Не ме привлекува готвењето. Тоа седење во кујна на пареа, сецкање, да знам крајниот ефект кој е. Готвиш оброк топол за семејството. Па знаеш како, остане само свесна дека нормално ако сум домаќинка дека ќе уживам и ќе го сакам и тоа ќе биде нешто кое што го исполнувам, затоа што природно ние сакаме да завршуваме задачите, да имаме и знаеш како да имаме на среќа, едно задоволство дека нешто сме направиле. Така што сега ти си жена што толку многу работи и верувам дека не ти треба некој да ти рече Зорка, ама добра домаќинка, си леле кифливе прсти да излижеш салатава, како си изчистила, што да ти кажувам, туку најверојатно веќе твојот ум размислува, окей, а ја да се викнам жена мене да ми помогна, ја тоа време додека она ми помогнала, ќе заработам многу повеќе или ќе сработам нешто многу повеќе или ако ништо друго ќе си поминам квалитетно време со децава, можам, нели ако можеш сега, не секој може, не секој има такво удобство да си го возмеш, меѓутоа веќе кога спомна дека знаеш некогаш да си викнеш и помош, јас бев запрепастена пред неколку месеци случајно во онаа група на нешто женски, не знам дали беше женски домаќини, ама на Facebook една група има како барам жена, некоја си пишала барам жена за чистење, за помош во домашните обврски. Предпоставувам што имаше. Коментарите кога ги прочитав подолу, јас си реков, Боже Господе, жени, вие имате. Значи прво тоа придонесува да ниту една жена не рече ја обожавам да чистам, ја многу ја следам онаа Ури Катарина, не знам дали ја знаеш. Она има милион следачи и чисти бесплатно фактички со донатори, чисти кај куки. Јас уживам да ја гледам, мене тоа многу ме смирува, чисти такви некои многу, знаеш, она грозни, гнасни станови, веќе куки кои што со години не се што се вика изчистени. Меѓутоа многу ја обожавам и она си работи, си ужива во чистењето и тоа си направила одличен бизнис. Претходно ја следев Clean My Space се вика, од Канада е женава со мажот, направија таков бизнис, направија школа за за чистење, за хигиена и се. И јас бев као, вау, ова фали во Македонија. Во Македонија со таков мајндсет кој што го носиме, од една страна жените кои што имаат други аспирации, нели други желби или едноставно. Јас сум рекла искрена, ако не сум терапевт, веројатно ќе чистам по куќи, зашто знам колку ќе им помагам на жените, зашто некогаш на жена не ѝ треба терапија и треба да дојде некој дома, стварно да зачисти она да се поседи само со себе или со децата. Мислам, нели, или со сопругот, без разлика, едноставно да го има тоа време за себе. И стварно сум рекла, ако менувам професорка, јас ќе одам и ќе чистам, значи, ако можам и ќе си учам паралелно на слушалки, меѓутоа од една страна се ствара отпор према жените кои што сакаат да чистат, кои што сакаат еве да речеме да готват и да имаат некои такви. Нешто ги викам јас физички активности каде што можеш мозокот на пасење, не секој едноставно сака и не секој може. И од друга страна прават отпор кај жената која што вика чека јас сакам некој да ми помогне. Јас кога ги прочитав коментарите се запрепастив. Ја не знам женава дали си најде некоја друга жена или дали некоја се пријави зашто можеби ќе линчува. Тоа е нашето општество каде што навистина помошта, знаеш на моментот на окей автентична да бидам, да побарам помош и поддршка, не се поддржува. Да, и знаеш, најчесто коментарите од нас како не е срам, па од кај имаш вишак време, па не ли ти е срам да не... Пази сега, ја па свикам од една страна. И овие кои што сакаат да се чистат за себе, за домот. Пази, ја некогаш сакам, не е дека скрос никогаш не сакам, еве, и да готвам некогаш ми доаѓа. Меѓутоа, генерално, најголем дел од времето не успевам.
Ако моето семејство треба да чека да денес добие топол оброк баш од мене, најверојатно ќе завршиме на некоја брза храна, нездрава храна. Едноставно, моето работно место не дозволува јас да бидам дома пред 4, пред 3. Во текот на вечерта имам други обврски кои што морам да ги средам. Сакам да поминам време и со децата. Сакам да поминам и време, имам неколку проекти кои што напред да ги работам. Можеби ако не би го работела сето тоа, можеби би го нашла задоволството и времето и желбата да го правам тоа да готвам. Јас не го спорувам, исто како што не го спорувам и разбирам дека некоја жена не сака да оди на работа. Имаме такви жени, не сака да оди на работа. Не се чудам, не сакаш, тоа е твој избор. И ако имаш можност и удобство да го направиш тоа, па не оди. Не оди. Можеби јас сум тој тип на жени кој што сака да оди на работа. И сака и повремено да готви, ама нема време да чисти и да готви се да прави. Не можеме да бидеме сите исти. Затоа реков, гледате дека не сме сите исти. Не сме исти, не ги имаме истите услови. Прво ги немаме истите месечни примања. Па не сме исто растани, па немаме исти желби. Не сакам да си дозволам да осудам некоја затоа што сака да остане дома и не сака да работи, ниту па сакам мене некој да ме осети затоа што немам време да исчистам, да речеме, во одреден период, или не можам секој ден да направам топол оброк за моето семејство. Можеби за вечера ќе стасам да им направам оно што нели сакаат да го вечерат. Можеби некој ќе купам, нема да стасам. Ќе имам време, ама ќе купам. Затоа што сакам да поминам повеќе време со семејството. Можеби мојот начин да им покажам колку ги сакаме да заработам средства, да бидам со нив, да играм. Сите имаме различни начини. И затоа велам една работа. Јас сум свесна колку кај нас е еден од омилените работи тоа да се осудуваме. Затоа што кај одредени личности тоа кога ќе го осудиме, некој си дава важност. Ти си лошата, ама јас сум многу добра, јас знам подобро од тебе. Океј, осудиме. Тоа не значи дека јас утре ќе бидам поразлична, во смисла на нема да се сакам себе си затоа што ти мислиш дека јас не сум достојна. Ќе мислам дека ти мислиш дека јас не сум достојна, ама тоа не значи дека ќе ме смени. И твојата вредност нема да се смени, нема да ти покаже, знаеш, она многу често види, нема да ми биде сеедно. Нема да ми биде сеедно, ќе ме боли. Мислиме дека нашата вредност расте. Ова е нешто многу често кое што го имам сретнато и во група, да речеме, знаеш, ќе го понижам другиот сакајќи јас да пораснам. Меѓутоа, реалноста е дека најчесто истиот тој кој што понижува неговата вредност исто така паѓа. Знаеш, кога го осудувам, јас не станувам подобар. Сум била осудувана, сум добивала разноразни коментари, особено и во мојата ситуација, знаеле многу да рече, па ти го величиш она лошото и така натаму. Можам да ти кажам дека боли. Во моментот некоја ти каже, еве, било кој да ми каже, ау, каква си, ау, се здебелила, или ау, ама се огрила, па нема да ти биде сеедно. Тој коментар е наменет да ме повреди, така? Тоа е крајната цел. Сигурно никој не е рекол, ау, се здебелила или види каква е денес, за да ми биде убава. Го кажа за да ме повреди. Тоа е првата цел и треба да бидеме многу свесни во моментот дека коментарот е да те повреди. А ако јас го уважам тоа, значи дека моето размислување за мене не е многу црсто, така? Тоа е под број 1. Второ, ние не знаеме од која причина некој ти кажува ти неубави зборови да те. Можеби со тоа си помага себе си во моментот раст. Па моментално чувство на раст или моментална проекција, затоа што знаеш како не значи дека се што ќе видиме во другиот го имаме, зависи нели по која позиција сме и така натаму, но реално многу често кога сме повредени знаеме почесто да ги повредуваме другите или кога не се чувствуваме доволно самоуверено, кога се чувствуваме инфериорно, знаеме другите да ги правиме да се чувствуваат инфериорно на начин на кој што сакаме да станеме супериорни за да се чувствуваме еднакви. А на крајот на денот сите сме еднакви, ти многу убаво го донесе тоа, сите сме различни и равноправни, меѓутоа не еднакви, нели различни во смисол на еднакви сме спрема тоа колку вредиме, а различни, оригинални, автентични и тоа е нешто што е многу убаво да се прифати и мислам дека секој да се го прифати како не би пробувал постојано да се прилагоди на некакви социјални норми кои што многу брзо се менуваат. А кој ги поставува тие норми? Па, најверојатно трендови. Јас би рекла дека голем дел е и маркетинг или голем дел е околината во која што се наоѓаш. Значи најтесната околина во која што се наоѓаш. Најчист пример за тоа тренд колку брзо се менува, не знам дали се сеќаваш дека кога растевме јас и ти, ние сме тие генерации, во тренд беа екстремно тенки веги.
Сега се во тренд Добра, пред добра некоја што сме ги година. оставиле. Ма фала Богу што се тука. Јас дури ги доцртувам, знаеш, и не се срамам да кажам дека е така. Значи јас во тоа време ги тенчав, ама знаеш како вака линија една тенкоминец не ми беше рамен. И сега да маа појдем на точка, сега сакам дека уствари се во тренд дебели веги. Имаме проблем. Што значи дека тоа било само тренд. Тоа било само тренд, така ќе биде и за се друго. Така и за мајчинството. Веги, бе. Сега е буш, онака е птен, дури многу големи веги, па сега се менува истртување на веги, па имаш со тушот, очите, кој филм, која серија ќе одеш, ако памтиш Касандра кога беше, па имавме едни такви Ау, да, имавме такви црни. Како се викаат тие, не знам, околу врат. Чокери, мислам дека така ги викаат, да, ама беа Па имаше еден период емо кога излезе, не знам дали памтиш, имаше некој бенд кој што беше многу. Кога бевме вака нашминкани, па вака замачкани, тоа беше шминката, да. Па тоа после се викаше Смоки Айс. Да. Па сега не смоки, чекај сега вака. Мислам, тоа се некои трендови кои што многу брзо менуваат и тие трендови ги има и во родителството. И знаеш, тие дури ги има и во едукативните книги, значи во едукацијата. Јас кога ќе погледнам, најверојатно затоа и на факултет сме учеле како IOK теорија од кога почнува, на пример 1800 година, 1930, 1960 или како се менувале, затоа што е убаво да знаеме која е позадината. Ние ако погледнеме, јас секогаш се смеам, на пример за доењето ми е најсмешно. Во наше време мислам мајките било нормално како тоа ти го доиш детето после 6 месеци или после 8, пошто тогаш завршува билното и се враќаш на работа. Или сега, например, ти вика Светска здравствена организација, окей, до 2 години, нели? И сега имаш постара генерација жена, гледа жена на 1 година, како уште го доиш детето? И тоа е страшно и чудно. Меѓутоа, ако видиме, сето тоа е само еден тренд кој што многу брзо се менува или некој си таму експерт кој што дошол и кажал нешто и ајде сега сите да го слушаме. И затоа е многу опасно, знаеш, затоа многу е одговорна професијата на инфлуенсерива, конкретно твојава професија. Сум многу благодарна што си ти искрена и отворена и што многу малку да речам, се во наводници попуваш, нели многу малку проповедаш околу. Тоа и сакав да ти кажам, некако не ме додржува место да ни кажам. Треба да бидеме многу внимателни и како луѓе кои што имаме повеќе следачи, но и како следбеници ничи, да она што се става на сториња и на постови го земеме секогаш со доза на резерва. Јас ако се требам да бидам максимално искрена, добро е да се има свесност дека сето она што се пишува се става по сториње треба да се земе доза на резерва. Има луѓе кои што си дозволуваат разноразни правила да поставуваат, рецепти, нешта кои што му ги прават на детето, стоп малку. Ти не си гинеколог. Ти не си педијатар. Ти не си готвачка. Ти не си, значи ти го знаеш тоа затоа што некој некому му кажал, па ти си го слушнала или си го применила и функционирало како твоето дете. Тоа не значи дека моето дете ќе функционира како моето дете. А знаеш што закон во странство имало некој момент на внимание, сето ова што се споделува тука е, и дури јас многу често го ставам под секоја скоро подкаст епизода и на Инстаграм го имам како дисклеймер ставено дека иако сум стручно лице, јас сето она што го пишувам таму не е индивидуално за вас. Значи, тоа може да ти помогне, поддржи, инспирира, едуцира, но никако без совет, особено доколку се соочуваш со некаква мака и проблем, ти тоа да си го нели на своја рака направиш или да ме гледаш мене како еве, супер кажала, дури и како стручно лице. Зам без разлика што ќе се трудам етички да не делам многу ова правилно, а не па кога го доаѓа позиција на некој кој што јас дома вака и вака. Нешто тука само сакав да споделам како е во однос на брендовите, затоа што ти си ми пример за некој кој што не прифаќа многу брендови, кој што не прифаќа се и сешто, него си баш некој кој што од почеток до крај да речам оди. Како си на оваа тема, знаеш, кој е твоето мислење во однос на рекламирање на производи, слично конкретно на социјалните мрежи, што би порачала на слушателите? Ајде да речам, да бидат внимателни кога бираат или кога го примаат тоа. Затоа што сепак е тоа нели нешто што доаѓа, ти го носиш, си искрена, кажуваш, верувам дека имаш некаков критериум како тоа се бира, но што би им порачала еве и на слушателите? Генерално многу внимавам што е она кое што го препорачам. Многу често се случува и да никој не побара од мене да препорачам нешто, сакам да препорачам. Особено многу сум внимателна кога е во прашање некакви суплементи, скоро да не се сеќавам некогаш да сум објавила нешто такво. И ако сум објавила нешто такво, претходно најверојатно добро сум истражила или сум седнала, сум разговарала, сум побарала твоето мислење заради тоа што една работа што ми е многу важна е довербата. Ако јас во било кој момент, ти може ме следиш 5 години,
и 5-та година во 9-тиот месец ти препорачам нешто кое што врска нема со квалитетот кој што јас сум го кажала, ти ќе пристанеш да ми веруваш. Џабе ми е мене после тоа се. Реално, мене ми е многу важно да верувате и кај себе и кај другите луѓе. И многу ми е битно да издржам. Кај одредени луѓе веќе знаеш да препознаеш доверба која, значи за одредените производи, меѓутоа затоа реков, за сето тоа и што го гледате на сториње, секогаш имате некоја си доза на свест. Се трудам секогаш тоа да не се некој помагала, нешто што е за деца поврзано така натаму, и се трудам да е тоа максимално безбедно. Да дури и да го да речем на некој начин, да дури да изигра твојата доверба, не по моја вина. Тука едноставно тебе не ти одговара, да не е тоа нешто животно загрозувачко. Ние имавме инфлуенсери кои што рекламира разноразни, не знам, пијалаци, напивки за губење килограми така натаму. Многу внимателно треба се тоа. Да, имаше доста околу тоа. Првенствено заради тоа што знам дека сето тоа кое што некој ќе го купи, а јас ќе го изрекламирам, да речеме, дека ќе го споделам дека е добро, некој тргал пари овој месец за да го купи тоа, си го достави. Така, тоа е под број 1. Тргал пари, па кога тргал пари имал одредени очекувања. Го купил. Што ако тоа не дај Боже на крај заврши не баш најславно? Јас имам одговорност, јас сум ти рекла, Лена, купи, многу е добро. Така, јас сум таа што го ставила на стори. Не сакам да живеам со таа одговорност, не сакам да се сносам со тоа и затоа многу се трудам да биде тоа едноставно многу внимателно. А ако се тоа производи, да речеме, за нега на кожа, да знам дека се 100% сигурни. 100% сигурни. Но секогаш, знаат тие кои што ме следат, секогаш велам, сметам дека ова добро, но те молам, советувај се со твојот дерматолог. Или тоа молам, советувај се со лекар за ова. Сепак, моје да ти кажам, јас го користам, кај мене делува така и така, но те молам, советувај се со твојот лекар. Дваре да мовет со лекарот, па нема на никому да му штетат. Нити па нешто страшно ќе испадне. Ако е тоа, не знам, некоја програма, јас го гледам ради тоа, ама те молам, советувај се со твоите дома, дали е ова тоа што ви треба. Сметам дека одговорноста е многу голема. Ние како еве јас сега се ставам не од страна на инфлуенсер, туку еве и како радиоводител. Многу често ми се случува да читам информации поврзани со здравјето. Трудам секогаш да бидам до крај искрена, да речам, ве молам пред ова да го практикувате, советувајте се со вашиот лекар. Не исто. Браво, што е нашо еден мал етички дел кој што изгледа мал, ама не е мал. Тука е многу важен за да знаат сите дека окей, случај без разлика ти си профилна индивидуа. Да. Дури кога го создававме дневникот за трудници, бевме многу свесни дека ние не сме доктори, не сме гинеколози. Па така што во ниеден момент не ставивме да речем некој си дел кај што сега е добро да пиеш 5 литри вода. Не, советувај се со твојот гинеколог, што е на што е добро. Добро е да го појачаш, да речем, внесот на течности. Ама јас никада не пишав мораш да пиеш 20 чаши вода од дена. Може би некој буквално ќе ме свати, може би тоа на крај кобно ќе заврши за некого. Не дај Боже, не сакам да живеам, не сакам да легнувам со помислата дека некого сум му наштетила. Затоа и она се што се прокламира или се рекламира кај некого секогаш го земам со доза на резерва. Тоа е добро, ама ја па би препрашал уште некого. Јасно, ја па би се советувала со мојот доктор. Отвори се, биди скептичен, провери, тоа е скроз окей да имаш полна доверба и да видиш дали е нешто што тебе ќе ти одговара. Знаеш, од друга страна ми дојде моментот колку луѓе имаат одбивност од па леле види сега заработува од тоа, а некако би сакала кратко само да ја донесеш тежината, колку време во текот на денот реално одзема да имаш една таква забавна едукативна платформа која што многу луѓе ја следат. И знаеш како понекогаш си викам, затоа што јас сум од другата страна и периодов многу ретко конзумирам, повеќе фактички дури малку објавувам затоа што сум свесна колку ми треба одмор од социјалните мрежи и некако, ајде да речам, мојата цел не е да имам многу следбеници, така натаму мојата цел да бидам тука за оние кои што се кои што доаѓаат на психотерапија или на коучинг или без разлика. Значи тоа е некако да мотивираш. Јас секогаш кога го отварам твојот профил се мотивирам. Секогаш имаш нешто интересно споделено, мотивација на денот или некоја одредена тема, па читам разразни сега. Јас буквално во твојот профил се мотивирам. Се мотивирам. Може би не трошам толку време таму. Мене ме интересира затоа што и ти сега можеби периодов не си толку активна како еден период претходно. Меѓутоа еден период претходно беше долго време активна, би сакала само и нели природно е да тоа што го правиш да едноставно имаш било каков недоместок.
и дека е Па да. природно да си најдеш начин, еве еден период, јас би рекла блогерството не би рекла, него е така, блогерството е измислено од мајки и фала Богу што мајките нашле начин таа фрустрација да бидат дома, да им е потребна заработка, да најдат начин како да заработат. И со теков на времево како целата онлайн заедница расте, имаме многу повеќе простори, место и не е веќе само на блог, сега имаш Инстаграм, сега имаш Фейсбук, сега имаш не знам некој нов Твитер, како се викаше, не знам, имаше Тред, ако не се лажам, тред. Има уште некои нови и цело време расте таа онлайн заедница и простор YouTube, нели можност каде еве подкаст конкретно тука каде можеш да растеш и да заработуваш и да добиваш нешто назад за тоа што го даваш. Зашто да ти даваш многу, меѓутоа е многу природно да добиеш нешто назад. Ако ништо друго, да добиеш една заедница, да имаш заедница на луѓе кои што се истомисленици, да добиеш некоја мотивација или да добиеш еве било каква некоја соработка и слично. Како стоиш на ова? Може ли малку на тие од страна, да речам, тие што се конзумери, тие што конзумираат, да им доловиш колку време е потребно, на пример, да направиш една објава, еден пост, колку време е потребно да бидеш на стори, колку време е потребно да бидеш, знаеш, јавно отворена, тука присутна, како изгледа од другата страна? Во времето кога привлеков најмногу следачи, мислам дека буквално скоро 80% од времето го посветував за да креирам, за да правам нови објави и да привлекувам спонзори со своите производи, со своите пари, да ми помогнат, да се расширам, да ми биде поудобно и така натаму. И сватев во еден момент дека тоа е многу убаво, затоа што е една цела работа, знаат особено оние кои што сериозно многу големи пари заработуваат, меѓутоа не ти дава простор и време да работиш нешто друго и да го работиш квалитетно и на двете места. Ако ова е твоја значи дека одзема околу 8 часа, да речам, работно време. Полно работно време, апсолутно, да ти одговориш на сите тие пораки, да си поправиш мобет со секого 2 збора. Па макар еве замисли дека на еден профил во текот на денот може да поминат 15.000 луѓе, кај тие што се поактивни. Ај замисли на 15.000 луѓе во текот на денот да им кажеш здраво. А некој од нив ќе да потпраше нешто, ќе ти ве сериозно многу. Еве нека не се 15.000, нека се 500 луѓе. Кажи 500 пати здраво. Па и 100 е многу. И 50 пати е многу. Ке речеш, аман, ќе го прелиш телефонот, ама веќе не можам ни да гледам, не да сакам да гледам здраве, нека да ми кажа. Така да сериозно е многу добра, многу и захтевна работа. Ако навистина тоа она кое што ти носи сериозен приход и треба да се посветиш на тоа. Дојде во ситуација еден период каде што почна да ми досаѓа. Инстаграмот, луѓето, се почна ме нервираше, ме иритираше, не сакав телефонот да го гледам. Оставив телефонот и тогаш почнуваат оние соработниците да прашуваат, па кај си, ги настројаш стори да ставиш така натаму, сватев дека не го сакам тоа. Ја сакам слободата да постирам кога сакам, колку сакам, како сакам. Макар и ме одследиле сите луѓе кои што ме следат, едноставно почна да ми станува уврска која што не ми се допаѓаше. И тогаш сватив дека понекогаш нема цена која што може да те купи да бидеш присутна и да се прикажеш тебе си во едно друго светло. Почнав да се прикажам во светло кај што го гледав низ призма на заработка. И почна да не ми се допаѓа таа зорка. Си ја сакав назад зорка која што нема влак на неа, ќе си постира кога сака, што сака, како сака. И тогаш сватив дека добив многу поголем фидбек. Затоа што ти длабоко во себе многу веруваш во тој производ. Добро е. Ама уште подобро е ако го правиш тоа со срце. И го правиш тоа искрено. И веруваме дека некогаш позитивниот фидбек и некој да ти напише во порака леле ме измасна, да пукнеш ме измасна, ми го разуба денот, значи многу повеќе од тие 500, 800, 1500, 2000, 3000 динари. Многу повеќе значи. Да. Така да целам кон тоа. Почнав да го гледам Инстаграм како место каде што давам позитивна енергија, ама и сакам да примам. Наместо место каде што се давам себе си за одредена сума на пари. Не сакам повеќе тоа да го правам. Заработувам солидно, секогаш можам подобро, меѓутоа заработувам нека пристојна сума за да имам окей живот
за да барем Инстаграм и социјалните мрежи ги гледам на начин на кој што сакам да гледам, да ми носат и мене позитивна енергија. Тоа е она што почнав да го правам и на крајот на криштата, ако некому денот му го разубавам да се изнасме од срце, јас ми ја завршила работата за денот. 20 да се во денот што сум ги насмеала, јас ми ја завршила работата. Браво. Тоа е баш убаво. И се согласувам со тоа, знаеш, еве конкретно јас кога тргнав на Инстаграм, знаев дека ова е нешто што ќе го правам со срце и јас не прифаќам соработки никогаш. Имаше еден период кога размислував и мислам дека дури тебе да прашав и те консултирав кога леле, слушај, може да биде нешто каде што ќе дадам дел од мене, од типот на да дадам мислење нормално, ако некој ме побара тука со мислично, меѓутоа не да биде од типот на ајде да го рекламираш овој и овој производ, затоа што седнав и си размислив нема цена која што може да ме купи, да јас кажам нешто за кое што не сум сигурна, кое што на некој ти многу убаво го донесе тој момент, на некој може да му негативно да му влие и така натаму, едноставно автоматски тука стануваш нешто што не си, односно не ја даваш твојата вредност, туку нечија туѓа, која што реално не е твоја да ја делиш. Барам јас така стојам, окей, не сум автентична ако ова го преземам и ако ова го правам. Ова не е јас, ова не е моја. Да, не е нешто што сакам да го делам. Не е дека е лошо, мислам лошо. Не е лошо, апсолутно има луѓе кои што да, ама и тие кои што заработуваат сериозно добри суми само од Инстаграм, се луѓе кои што рекламираат проверени производи. Јасно. Ајде да бидеме реални. Тоа им е целта, знаеш, различен тип на профил, различен тип на едноставно, знаеш, јас што викам, окей, ако јас те следам за мода, јас сакам да ми препорачуваш, за да знам каде си сакам да знам тоа. од каде си ја купила ташната, од каде си ја купила купачите, од каде си купила не знам накид, така натаму. Само да кажам, дури и тие кои што сериозно големи суми заработуваат, рекламираат сериозно препознатливи веќе брендови. Значи не рекламираат купи ефтино. Не дека е лошо купи ефтино, ама купи ефтино веројатно нема пари за таков маркет. Нема, дефинитивно нема, ама еве тука се враќам, го следам она што сакам да го следам, односно она што ми треба, и ако јас те следам тебе за мода, сакам да ми кажеш каде си го направила тоа, ако те следам тебе за да се инспирирам, сакам да ми кажеш каде си се инспирирала. Тоа што извини што ќе те прекинам, тука еден момент морам да вметнам. Постојат луѓе кои што сметаат дека рекламирајќи фирми или брендови кои што рекламираат производи или услуги кои што не се баш со најдобра намера кон широката потрошувачка или кон крајните баратели, односно публиката, тие не ги поддржувам, иако сметам дека се фирми кои што имаат сериозно многу пари и финансии да придонесат за маркетингот, од друга страна како инфлуенсер или како некој кој што го следат, разбирам дека треба да ги платиш сметките, ама од друга страна мислам дека твојата одговорност кон тие што те следат паднала многу ниско. А ако ти е побитно да го наполниш џебот, без разлика што ќе им понудиш некоја услуга која што не треба да прават, која што ти реално не би ја направил, сметам дека си ги изневерил. Си ги изневерил како следач. Кога ќе видам некоја таква услуга кај некој инфлуенсер или некој дека ја рекламира, едноставно чим твоето мислење како инфлуенсер кон мене, како некој кој што те следи е толку ниско да ми препорачуваш услуги кои што не се за препорачување реално, кои што се штетни за мене како купувач, тогаш јас не би требало да те ценам. Тогаш јасно ми ја купува саат. Мислам дека знаеш точно кон што целам и за што зборувам. Јасно ми е, па тука затоа е многу важно оно што го сподели претходно и често го кажам, филтер. Значи ако тебе тоа ти одговара, окей, супер, продолжи, меѓутоа ако не ти одговара, одследуваш, а не мораш па и да го критикуваш, нели да го носиш на момент што како едноставно ова не е за мене, ова не го следам, имаме право нели да излеземе од таа околина или да се обкружиме со околина која што не поддржува и не мотивира. И тоа некако е Инстаграмот, окей, обкружи се со профили кои што те поддржуваат, те мотивираат, те насмеуваат, те инспирираат, а не со нешто кое што потполно ќе те направи да се чувствуваш лоша мајка, ќе те направи да се чувствуваш недоволно добра жена, недоволно добра сопруга. Една работа сакам да ти кажам. Значи, моментот кога го разбрав тоа дека јас ја имам слободата и можноста да блокирам, да одследам, да мјутнам, да не гледам како опција,
да ме тргне на страна, да се полнам со негативна енергија, само затоа што некој смета дека тоа што го постирало е окей и немаме различни размислувања. Јас ќе те испочитувам, да те мјутнам или да те отследам, едноставно нити јас да го трошам твоето време, односно да ти садувам негативна енергија, нити ти мене со твоите идеи кои што не ги делиме. Знаеш колку сум помирна. Скоро и да не ми се случило, па ајде сега да не бидам 100% сигурна, ама би рекла 98% дека немам оставено негативен коментар во последниве 2 години никому. Ако тоа сум го направила, значи до таа танчина многу сум ги поминала сите мои филтри на толеранција, па сум пишала. Меѓутоа не во насока на ти си ваква, ти си таква. Едноставно, веројатно се познавам себе со толку да пишам тоа што го правиш или тоа не ми се допаѓа, сметам дека не е во ред, секогаш одбран збора. Секогаш одбран збора. Не сме сите исти. Некој нема толеранција како мојата, некој сака да излеге. Затоа велам, не знаеш кој мир и тишина на душава и спокој ми е, кога ги оседе сите оние кои што мене ми прават едноставно неугодност, нелагодност. Зошто јас да се сама да се нервирам, да гледам некој на кој што не му верувам и мира да ми прави некоја нелагодно чувство. Одследи ме или ќе те одследам, толку едноставно. И јас денес срекна и ти денес среќен. Мене нема да ме значи ако тројца денес ме одследат во смисла на не ги делат моите стави, ме одследа. Океј, супер дечки, до тука било нашето, така, до тука сум била интересна, навака не сум. Па и ти ми даваш мотивација со тоа што си ме одследил дека треба да се трудам повеќе за да привлечам повеќе луѓе, така? Меѓутоа и дозвола да кажеме не на работите кои што во овој момент или во тој одреден момент не ни пријат и не се тука за нас. Мислам дека на многу луѓе фала ти ова што го донесе, само им фали некака дозвола да имаш право да блокнеш, да ставиш на мјут, да одследиш, да не следиш нешто, едноставно за да си го задржиш мирот. Не затоа што тој што си го следил не чини за другите или така натаму не е доволно добар, туку не чини за тебе во овој момент. Не, многу ми е јако за оние, извини што ќе да прекинам, зашто мисля да ова ми е многу јак момент, како те следам и не ми се допаѓа тоа што го правиш и сега ти пишам, па или ти си ваква, таква, онаква. Абе човек, значи ако не ти се допаѓа, едноставно одследи ме, блокни ме да не ти се пам. Ти значи го трошиш своето време да ме гледаш, па го трошиш и моето време да ми кажеш колку не сум добра и не сум по твоите стандарди. Абе човек едноставно лабај ме, исклучи се од мојот профил и терај натака. Ти исто како, ама јас те следам, ама не ме следи. Не се полни ни себе си со негативна енергија. Знам дека те иритирам. Чим си тргнал да пишеш нешто лошо, значи те иритирам. Едноставно следи ме. И двајцата, вак, да се разминаме едноставно. Тоа е тоа, толку било. Јас, ти си ти, и ако некогаш се најдеме, тоа би било супер, ако не никому ништо, знаеш, тоа е еден, ова не е баш го парафразирам, меѓутоа ова е едно од мотото на гешталт психотерапевтите, значи во ред да не се најдеме, али да станеме автентични. Јас сум јас и ти си ти. Тоа се мисли во однос на терапевт и клиент, меѓутоа се мисли на однос на било кој од нас друг во животот. Значи не може секој да со секого да се погоди, секој со секој да се сака, секој со секој да кликне и не може секој во секој период од животот. Јас сум имала доста, да речеме, ми пријателства кои што неколку години не ми одговарале, не ми биле тука, не сме се гледали, после некое време едноставно животот те зближува, те кликнува, повторно продолжуваш и тоа е многу природно. И затоа за дозвола да им кажеме не на другите, а не да се обседнеме со тоа колку се лоши, затоа што јас пака викам и многу луѓе понекогаш, еве јас да речеме мојот профил, кога зборувам за нешто што е инспиративно или мотивационо, а некој си пати од депресија, кој не му треба мојата инспирација и мотивација, него му треба друга поддршка, затоа што човек или обратно, ако некој отвори и си рече да бе сега ќе треба да одам кај неа на психотерапија да плаќам и така натаму, значи толку можам да го заболам затоа што некој можеби нема работа во моментот, не знае кај се наоѓа, нема, не знам, му починал некој најблизок, се развел, не знам, не може, пример давам, нели она. Страшно работи, сега јас му зборувам за личен раст и развој, за како он може се, мислам, тоа е природно и јас викам, одследете ме. Освен ако не ви дава мотив, затоа што во тој момент кога човек не му е се надмирено, кога човек нема што се вика леп да јаде и кога нема работа, не можеш ти да му зборуваш за личен раст и развој. Ама читај книгава, да. Слушај, тајните на милионерскиот ум, слушај да ти кажам. Не, во моментот не ти е тоа почва да. Една работа која што сум ја научила заедно со тебе, благодарение на тебе во овие 2 години, тоа беше да ги отшкартираш луѓето кои што не ти одговараат во животот во позицијата сега. Не да им се скараш, не да им кажеш ти си ваков, ти си таков.
едноставно се повлекуваш. Ова пријателство или овие врски сега не ми одговарат, па окей, јас не морам да се скарам. Јас пак ќе останам во добар коректен однос, ама може малце да го олабавиме нашиот однос еден период, така? И тоа е тоа што ти дава, прво ти дава простор да заследиш или да направиш нови пријателства, кои што повеќе ти одговараат, кои што ќе те помнат за позитивна енергија. Си правиш па не можам јас ако носам 10 јаболки и толку е корпава, ова е баш тој пример. Ако е толку корпава за 10 твои јаболки, јас затурам 15-20 ќе паѓаат сите. Ќе извадам 3 што не мислам да паѓаат да ги јадам, ќе ставам 3 нови. И тоа е тоа едноставно, одследи. Дистанцирај се од одредени луѓе. Не дозволи да пунат со негативна енергија. Ја мислам дека кога ова почнав да го преминувам во животот во сите аспекти, ја се препородив. Тоа било тоа што цело време ми требало. Едноставно не сме предодредени. Ти не мора ако 20 години со некој се дружиш да приложиш 21-та, ако вие 20 имате различни размислувања. Не сакам. Ти си тргнала во насока да речеме кариера. Јас сум тргнала во насока семејство. Па не можеме ако не се разликуваат патиштата да бидеме цело време заедно. Зашто ќе си правиме мода? Така и некој друг. Сега следи некој мода. Јас немам мода на мојот профил, нити пак имам. Ја прво и основно се обликувам класично затоа што не разбирам мода. Не можеш ти да очекуваш од мене да ми кажеш, слушај, па зашо бе ташниве не ги ставиш? Па не знам. Та знам ќе бидам моден блогер. Ја тоа што го знам, тоа го споделам. Ја знам да се смеам, знам да се шалам, знам да се смеам на сметка на некој кој што намерно ставил видео за да се смееме. Знам да кажам некој совет кој што го имам во текот на денот, да се пожелам евентуално, ама тоа да биде онака, не да се пожелам за тебе, ти падне тешко, него да се насмееш на мојата, ама тоа го знам, тоа го правам. Така што, апсолутно, ако денес, еве, од некоја страна на Инстаграм ви доаѓа негатива, па макар да е мојот профил, слободно, земи си за слобода, одследи, заследи она кој што тебе те интересира. Ќе видиш како тебе, тоа ќе, барем од една страна тоа ќе ти биде убаво. Верувај ме, луѓето кои што можеш да ти дадат инспирација, да, најде го тоа што ти треба. И тоа е таа оригиналност, некако темава на денешниот разговор, гледаш, сосем случајно како самодовербата помага во оригиналноста, иако не ми беше баш конкретно таа целта, меѓутоа ета кога викнеш некој што е оригинален, како ја носи таа автентичност, колку можеш да бидеш поавтентичен, но кога си автентичен, знаеш што ти треба и си во ред со тоа што не ти треба. Некако полека би сакала да заокружуваме, не знам дали се Па не, така ни помина време. Да, баш не знам спонтано. Меѓутоа имам уште две прашања кои што јас би сакала да ми ги одговориш. Ајде првото би било за мајките или за тебе, кога би можела да се вратиш во времето кога Зорка излегува од болница, доаѓа дома со бебе во раце. Што би кажала на таа Зорка пред 5 и кусур години? 5, така колку има Мартин? 5 и 4-5 месеци. Знаеш како би ја поддржила најдобро? Можеш ли да издвоиш нешто со кое што најмногу би ја поддржала таа Зорка пред 5 години кога доаѓа со Мартин во раце, Мартин е бебо, не знае ништо, прво дете, доаѓа влага дома. Што би кажала сега, кога би имала можност да се вратиш таму? Па веројатно дека на крајот се ќе биде во ред. Ова би сакала да си го кажам, иако од сега можам од иднината да ја вратам Зорка и да ми каже сега во моментот се ќе биде во ред. Се ќе си биде онака како што треба да се биде. И се што се случува со некаква причина. Да се смирам, да бидам посвесна во дадените моменти. Да не се грижам толку многу за непостоечки работи кои што можеби никогаш нема да се случат. Тоа е мислам дека единственото нешто. Да уживам малку повеќе, без грижа. Уживај повеќе, Да, веројатно, уживај повеќе и биди повеќе вклучена, свесна во момент. Тоа би било единствено нешто. Дека би менувала нешто, не би менувала. Свикна сум и покрај тоа незнање, неискуство мое, какво дете изгледа и како ви испадна Мартин на крај, така да свесна сум. И во тој поглед не би менувала. Дури грешките кои што сум ги направила свесно и несвесно, не би ги менувала, затоа што ако било што сменам од тогаш до сега, ова не би било моето дете. Би било поразлично. И јас би била поразлична. Но би рекла да бидам малку порелаксирана дека се ќе биде во ред и малку повеќе да уживам, да си дозволам малку повеќе да уживам без грижа на совест. И во мајчинството, и во тие магични моменти, и во тоа дека дома не ми е средено, во се она кое што би можела во моментите. Мислам дека малку само повеќе да уживам. Супер, многу убаво, фала ти за овие две што ги донесе, што и мене ме потсекаш колку е важно живењето, а и другите. И последното прашање, може ли да одредиш, да најдеш нешто кое што ти е водачко мото низ животот?
Уф. Ам, ме замисли. Мото дека имам некое специјално немам. Меѓутоа, оно со што се случувам во периодов и кое што го учам е дека е многу важно да ти е убаво на душата. Се оно што го правиш. И кога нема да ти биде убаво, тогаш е време или да промениш, или да го напуштиш местото кај што си, за да си создадеш простор за нови работи. Изминатиот период ми беше емоционално многу турбулентен. Многу сум среќна што вложував во себе периодот претходно, за да можам некако да се справам како знам и умем, а гледам дека добро е. Не ми оди така лошо како што ми беше страв на почетокот. Би рекла дека нема такви пари на светот кои што може да ти ја купат љубовта и топлината во душата која што ја чувствуваш. Никако се научив да ги пуштам работите сами да се случуваат. И веројатно кога ме прашаш сега во момент, првото мото кое би било е дека пуштиш работите да се случуваат. И дека се она што треба да ти се случи, ќе ти се случи кога ќе дојдат, како ти што би рекла, созреани услови за тоа да се случи. Така да, со сила убавена не бива. Пуштете ги работите да се случат. Се она кое што се случува во моментот и лошо и добро се случува поради некаква ситуација која што виднина ќе се намести да ви се случи. Супер. Не сме ни свесни колку таму некаде позади нешто чека на нас. Да можам ова да си го кажам себе си на 18, 19, 22, 3 години, веројатно ги сречав па дај жити се, не треси глупости. Мора да се силуваат работите за да тираат како што треба. Видиш, баш не треба да се силуваат работите. И баш ако нештото одредено на тебе да ти се случи и ти да го имаш, ќе го имаш. Тоа не е зашто дека треба да ги пуштиш работите вака, па ако е мој ќе си дојде. Треба да работиме за да се дојде. Ама не да го буткаме и да го силуваме. Ако видиш дека нешто не е едноставно, пушти го, па може не е за тебе, може нешто друго подобро чека. Да, па може нешто друго поубаво за тебе чека. Па нема да ги носам тесните панталони ако се тесни за мене во моментов, може ќе ги носам после 5 години пак ќе ослабам. Може чекаат во мене продавници други панталони. Уште подобри, уште победри. Па не, сериозно, некако јас сум човек кој што е крут. Кој што во себе носи многу и енергија и емоции, ама некако сум исплашена да ги покажам. Од кога почнав некако погласно да ги покажам емоциите, сватив дека луѓето почнаа ме слушаат, дека мене не ми е нешто туга или дека мене ми е нешто туга. Значи требало да го кажам гласно, не требало да го чувам и да се чудам зошто некој не разбира дека ми е убаво или дека не ми е убаво. Па треба да кажам, Елена. Требало да кажам. И од кога почнав да кажам, да, имав еден турбулентен период, затоа што луѓето не се научени да те слушаат дека го кажеш, дека нешто ти се допаѓа или не се допаѓа. Ама благодарение на тоа што работевме и ние активно 2 години, па и работиме до ден денешен и се подслушуваме, научив дека е многу добро да бидеш искрен. И да чувствуваш и да оставиш работите да се случат. И никогаш да пуштиш, па не е се за нас. Сега понекогаш ми е многу поубаво да седнам и дека сум 2 лажици сладолед од тоа да бидам 2 кила послаба. Па кога ќе треба да бидам, ќе бидам. Ако дојде некоја таква прилика да се стегнам, ќе бидам. Не по секоја цена сте. Така, не по секоја цена. Ова многу убаво го донесе, затоа што мислам дека многу имаме проблем да пуштаме и фала ти што на крај го донесе тоа колку е важно да ја научиме убавината на пуштањето и да се отвориме за се ново што доаѓа или за се оно што нешто да веруваме дека ќе ни дојде нешто добро и убаво кое што ќе не развесели и да научиме да се испраќаме што повеќе со работите. И така некако во баш година се за крај кога се испраќаме, овој разговор мислам дека многу ќе ми остане и дека многу работи. Знаеш како мислам дека ќе ми треба и да го преслушам колку многу работи се кажа, колку многу мудрости се кажа, се надам дека некој дел ќе извадиме за да се запомнат и како некој хайлайт ќе гледам, можеби да ги ставам во описот, затоа што кажавме многу, сподели многу, фала ти што беше многу искрена, многу отворена, многу јасна. И фала ти што си толку многу оригинална и автентична и што прифати да бидеш дел од овој серијал на Мама без драма, што мислам дека многу мајки ќе бидат радосни и се душа чекаат да слушнат оваа епизода. А и ева го роден ден ти е. Да, фала ти. Што ти посакаш за роден ден?
првенствено нешто ќе ти кажам, па ќе ти кажам после за родина. Кога ми предложи да се чуеме и да направиме еден ваков подкаст, и кога се радост споделив со сопругот, ми рече, дали знаеш колку е тоа една емоционална тема, една многу пиплива работа. Треба да збориш за себе, за твоите емоции. Искрено за момент ме замисли, викам, ау да. Јас или ќе седнам, ќе бидам искрена до крај, или уопште нема да седнам, затоа што не ми е па пријатно. Не сакам да се лажам. Од друга страна, сите оние кои што јас ги слушам, си велам дека се многу искрени и затоа применувајќи го она што тие го примениле со стасала до некаков си успех. Од друга страна, навистина можеби дел од тоа што го кажавме денес, тоест јас што го кажав од оваа страна, можеби нема да им се допадне на многу мајки. Супер, јас сакам и кога не се сложуваме, па едноставно не го преминувате тоа што сум го направила. Ако мислите дека е погрешно, направете го всушност противното. Ама се надевам дека ќе најдат време и простор да не слушаат до крај, па што стварно многу траевме за денес. Тоа што треба да слушне, ќе го слушне. Да, ќе стаса до него. Јас секогаш доаѓам дури да не му се допаднало се, или дури да го разбрал, да речам, на погрешен начин или на поинаков начин, тоа што требало да се слушне, ќе се слушне. Јас секогаш верувам, секоја епизода која што ја пуштам, верувам дека ќе биде чуено тој што треба да ја чуе и дека ќе го чуе тогаш кога треба да го чуе. Да. Од друга страна ме праша што си посакувам за 34-тиот роден ден. Ова е многу тажно да прами и трае онака тишината. Не би сакала никаква магија да ми се случи. Едноставно да ми се сите блиски, здрави, живи. Затоа што ако ги имам тука до мене и ако знам дека се здрави, живи и дека се среќни, мислам дека тогаш ќе ми остане простор и време да создавам уште многу работи. Ако не ми се, прво не сакам да размислам, ако не ми се фокусираш да му се врати здравието, среќата на секој некој што му треба, првенствено мене, значи само да сме здрави и живи. Само да можам навечер мирно да заспивам, знаејќи дека не наштетувам на некого, свесно. И се разбира да има уште многу предизвици кои што ќе ми се случат, да сакам да работам, да станам подобра верзија од себе си, да бидам подобар пример за моите деца, подобра сопруга за мојот сопруг, за да и тој може да биде среќен, зашто само така би можела да правиме. Јас тука би ти посакала искрено не да бидеш подобра верзија од тебе и така натаму, туку да бидеш попосакувана верзија од тебе, затоа што ти и сите вие сте добри и сега, сте доволно добри и сега. Не треба, знаеш, кога викаме да бидам подобра, најдобра верзија од себе, некако се чувства она недостатокот. Се чувствува еден момент на недостаток. Како јас не сум сега добра, па ќе станам подобра. Јас само ти посакувам да видиш дека си доволно добра, а да станеш попосакуваната твоја верзија. Знаеш, она, окей, ама види сега, јас нема да се сложам со тебе. Би рекла дека добро е да бидеме недоволно совршени, да тежнееме кон совршенство, нели, кон добро, ајде, за да се направи некој совршен баланс. Ако јас сум таму каде што сакам да бидам, нема да имам зашто да работам. Различно, јас сум доволно добра и одам кон нешто што повеќе го сакам или што го посакувам повеќе, и различно е одам кон подобра верзија, затоа што кога одам кон подобра не сум доволно добра, а кога не сме доволно добри, најчесто паѓа самодовербата, паѓа мотивацијата и паѓа она здравата љубов за себе која што ја давам. Али размисли го два пати. Се ме остави збор, онака без текст останав на крајот. Размисли го два пати. Знаеш, размисли го два пати. Да, отворена сум дека не сум најдобра и не сме, тоа е веќе оној момент на нешто токсичната самодоверба, меѓутоа сум доволно добра. И тоа е она здрава нежност према себе, пуштање. Би се сложила, а од друга страна целам кон нешто што го сакам. Да. Сакам да кажам само да ми се случуваат предизвици низ кои што можам да поминам. Тоа е единствено нешто кое што го барам. Да растеш, не да старееш. Па да, ако е се рамна линија, немам кон што да целам. Се едно исто. Вака би сакала да ми се случуваат предизвици. Само така растам. И кога боли растеме, сме го работеле тоа и знам дека знаеш дека е така. Кога боли растеме, па нека боли понекогаш. Само да сме тука сите здрави и живот. Тоа е се што посакам. Мислам, можеби звучам онека бабски, ама кога ќе поминеш еден одреден период, ќе се случат многу болки, битки, недостатоци, ќе сватиш дека само да ми се сите на куп и да сме здрави. Тоа е све што можам да посакам за следната година. А се друго можеш да се исполниш. Да, а една друга работа, би посакала уште еднаш да ме поканиш, да ти бидам
и доволно инспиративна и за тебе и за тие што ге слушаат, за да можеш пак да ме поканиш, што значи дека ете уште една желба. Па јас би сакала пак да ми дојдеш, имам уште многу прашања кои што не те прашав и кога ти ги пратив прашањата, мислам дека купувам и рече Елена, ние нема да можеме овие сите да ги одговориме. Ма нема шанс, ја мислам дека не сме стигнати ни до првата третина од не сме ни до првата третина, меѓутоа ќе мора тука да завршиме, а се слушаме во наредна епизода, па добро, следниот месец можеш пак да дојдеш, а до следниот месец нема проблем. Нешто ново со кое што ќе знаеш како што викам, ќе се случи нешто, ќе пуштиме нешто за да има нешто ново. Ти благодарам премногу што прифати да бидеш тука и се надевам дека се гледаме и се слушаме наскоро пак. Фала ти теме на поканата, ќе ми биде драго ако слушнеме коментари, позитивни, негативни, било какви, но оние кои што ќе не преслушаат да знаеме дали да се сретнеме пак, да седнеме уште еден муабет, да ги довршиме прашањата. Ќе ги завршиме секако. Океј, поздрав, фала ви на сите што останавте до крајот.